Не помина ни ден од златните коњи, уште 1 милион евра отидоа за новата ограда на железниот мост кај Холидей Ин. И овој мост ќе биде изработен во барок, со ограда од ковано железо и со слики и мотиви од македонското културно наследство. Граѓаните затекнати од најновата иновација од проектот Скопје 2014 и без разбирање за уметноста. Луѓето гладуваат, а некој ваму си става, не знам, некои глупости. 1 милион евра се подржат фабрики да се отворат нови, да работиме сите. Да нема 400-500 евра работи, да биде све во ред. Премногу е тоа, веројатно. Ако е добро вреди, ако не е добро не вреди. Автор на оградата е Константин Јанев, за кој Ајден уште пред година и пол најави дека тој ќе ја добие задачата за изработка на оградата на мостот. Тоа е истиот Јанев кој како скулптор ги изработи и двата лава на мостот Гоце Делчев. Не е позната сумата која ќе ја добие Јанев, а отпор колку пари ќе добие тој имаше да каже и кога се поставуваа лавовите. Милионскиот мост покрај новата ограда ќе добие и ново осветлување со канделабри и декоративни столбови. Трошењето на уште 1 милион евра најде на подсмев и револт на социјалните мрежи. Група од 200 пријатели, именувана како ДОО Жива ограда, веќе понуди нова идеја. Распишување на нов тендер на кој велат со сигурност ќе испратат најповолна понуда. Ограда направена од живи луѓе. Во нивната уникатна понуда велат дека сите 200 се нафаќаат за 1 милион евра или по 5000 секому да бидат дел од оградата. Како што велат, во животот никогаш не виделе толку парија со оглед на моменталната состојба која им трае повеќе од 20 години. Не очекуваат дека би ги заработиле до крајот на животот со било каков друг работен ангажман. За да го исполнат условот, оградата да биде во стил на барок, нивна пријателка, невработена кројачка, ќе изработи соодветни костуми, нудат и работен план за дневните смени. Според фреквентноста во делот на денот, ќе повикуваат и засилување од илјадниците невработени кои ги има во Македонија.